Добро. Најнапред да му заблагодарам на храброста на господин Хусни Исмаили. Тој е само, верували или не, само вториот, исправете ме ако грешам, говорник од алтернатива, што се обраќа на ова веќе шести, близко полноќен, можеби седми ден, на дискусии по однос на разрешувањето на кадрите на алтернатива што беа презентирани, посочени, предложени како судбоносни, суштински за европската иницијатива, кадри кои што требаше да однесат Македонија напред, делот од она догма на СДС дека блескаме, или за економскиот бум, или за новото и подобро утро. И не сметам дека воопшто не е грешка што овие 6 дена беа потрошени на дискусија, напротив, сенам дека беа многу полеси, многу работи ги знаевме, но еве сега имавме можност да ги заклучиме, да ги констатираме, да ги потврдиме, да имаше и неколку нови работи кои што и мене на некој начин ми го привлекоа вниманието. Значи, говорниците од алтернатива ни укажаа дека СДС и премиерот, барем од она со преводот, вајда не беше лош, дека биле непринципиелни. Точно, потврдено, констатирано. Беа се уште се непринципиелни. Оваа коалиција нова на владата е се освен принципиелна. Не ги врзува идеологија, не ги врзува програма, не ги врзува предизборна коалиција, не ги врзува ништо, освен интерес. И да се зачува уште некој тендер, некој интерес плюс. Премиерот е измамник или манипулатор. Барем од она што кажеш. Точно, може, имате целосно право се почувствувате и како изманипулирани, и како измамени. Пред само 13 месеци беше кажувано едно, да сега се констатира друго. Може би, ќе бевте и во право ако прозивавте и со име и по презиме од нашите колеги и представници на власта. Што рекоа пред само 13 месеци и зошто не зборат денеска ништо? Право сте. Кажавте дека СДС лаже, сите знаеме дека лаже. Тоа нема се промени, барем доека не се соочи со нивната одговорност. Кажавте и дека не се сложувате дека имаме хакирана држава, ова беше веќе ново. Значи, велите ова не е хакирана држава, ние имаме ситуација со хакирана влада и хакиран премиер. И мене тука ми го привлече интересно зошто нашиот почитуван колега би го послушал по ова. Па се отидовме по правило да се видиме по дискусијата. Нема време. Прашањето кој е хакерот и кој го злоупотребува системот и за чии интереси ќе работи оваа влада. Тука се сложувам со вас. Имаме хакиран. Драган Ковачки, реплика.